Генералното собрание на Обединетите нации во 2003 година го прогласи 11 декември за Светски ден на планината. И од тогаш секоја година на овој ден ширум светот се организираат бројни активности и настани за потигање на свесноста за значењето на планините во нашиот живот, воопшто во човештвото и за планетата Земја. И Федерацијата на планинарски спортови во Македонија секоја година организира настани по повод Денот на планината, а токму денес со почеток од 18 до 20 часот во Даре Џамбас ќе се одржи мощно и интересно предавање на кое што присутните ќе може да слушнат излагања од лични високогорски искуства за 2003 година на Здравко Дејановиќ и доктор Златко Јаќовски. Ние утринава разговараме со доктор Златко Јаќовски, шестиот македонец што успеа да се искачи на врвот на светот Монт Еверест. Па од него ќе слушнеме нешто повеќе и за денешното предавање, но и за неверојатните искуства и доживувања од искачувањата на планините. Доктор Златко, пред се честитки за големиот број планинарски успеси. За вас ова 2023 година е посебно убава и значајна, бидејќи токму тоа е годината кога успеавте да се искачите на врвот на светот и да запишете уште еден успех од вашата идеја и амбиција која што започнавме во 2014 година да ги искачите 7 највисоки врвови на сите континенти. Добро утро од мене. Да, секако оваа година представува најуспешна моја планинарска година. Од проста причина што го искачив највисокиот врв на планетата Земја Монт Еверест, а пред непол и пол месец го искачив и уште еден планинарски захтевен врв Сикама Даблам, кој што е исто на Хималајскиот планинарски масив. Така да и двете планини се многу атрактивни, захтевни, многу опасни. И за секој еден планинар представуваат еден посебен предизвик и секако за освојување и искачување на овие планини треба една долгогодишна подготовка од секој можен аспект. Значи, од физичка подготвеност, искуство, психичка подготвеност, здравствена состојба, менаџирање со време, финансии, така да навистина стана збор за многу голем проект. И секако дека треба да имаш добри луѓе околу тебе кои што окружуваат за да може да те супортираат во сите овие параметри за да ти видиш што ќе го искачиш тој врв. Освен сите овие нешта кои што ги набројавте, кои што се значајни за да се остваруваат такви високогорски подвизи, сигурно дека многу е важна и психофизичката подготвеност, континуитетот во одржување на истата. И според вас, што е всушност поважниот фактор, дали психата или физичката подготвеност? Па можам да кажам дека и двата фактори се многу важни. Како што кажавте пред малку, за секој еден успех во животот од било која сфера мора многу вложување и посветеност, откажување од некои радости што луѓето секој ден си ги дозволуваат. Така да вие мора да бидете фокусирани и едноставно да се стремите кон таа цел и постојано да инвестирате во тоа што сакате да го постигнете. Секако дека многу луѓе кои што се физички подготвени, заради тоа што таму каде што одиме, тоа се нехумани услови, многу ризични за живот, слушате лоши информации кои што први ве таргетираат. Ако не сте психофизички спремен, значи вие може да попуштите, едноставно се откажете. Сум имал многу случаи кога сум видел други луѓе како се откажуваат, дали е тоа некој опасен премин кој што не може да го поминат, па едноставно психички се блокираат или приказните ќе ги уплашат и така натака. Значи мора да се работи буквално на сите компоненти за да вие може да истраете и да продолжите кон патот за остварување на целта. На денешното излагање на вашите лични високогорски искуства кои што ги доживеавте во оваа 2023 година ќе присуствуваат голем број на љубители на планината, на спортот, на природата. Што е она што ќе може всушност да слушнат и да дознаат? Да, значи на денешното предавање, можам да кажам, ќе биде организирано од страна на Федерација на планинарски спортови на Македонија, каде што главните предавања ќе бидат од Здравко Дејановиќ, кој што оваа година го искачи Кантенгрин. Тоа е еден
навистина многу захтеан врв во Киргизстан, исто така опасен, на близу 7000 метри, околу 7000 метри. И јас ќе говорам за Монт Еверест и Ама Даблам, меѓу другото, значи ќе бидат и доделени признанија на многобројни планинари што оваа година постигна навистина солидни успеси со искачување пак на еден хималајски врв. Island Peak беше една поголема група која што го искачи од 8 планинари оваа година, понатаму Ленин врвот го искачи Александар Кирковски. И да не забораваме, професорот Сашко Кедев оваа година искачи 3 8-илјадници, од кои што 2 се навистина тешки ризични, тоа Напурна и Нанга Парава. Така да збориме за една навистина многу богата година од страна планинарството во Македонија. Да не говорам дека многу клубови организира клубски акции со успешно завршени искачувања без повреди и други несакани последици на Монт Блан, на Алпите, многобројни врвови и така натака. Значи ќе биде навистина интересно и ете на еден начин да се стимулираат и останатите присутни планинари во салата, малце да ги мотивираме да се охрабрат да постигнат поголеми успеси во нивната планинарска кариера, а пак оние што се уште сака да слушнат интересни приказни, малце да им доближиме и на некој начин да ги привлечеме да станат љубители на планината и на планинарството, што, например, не се занимаваат со нешто вако. Можеме ли да кажеме дека полека но сигурно во изминативе години расте спортската култура и љубовта кон планините во Македонија? Значи, генерално расте спортската култура во било кој спорт, посебно во планинарењето. Мислам дека причина за тоа е пред се ковидот, за почеток кога луѓето навистина сватија дека единствено нешто што го имаме како нешто за кое што треба се бориме е здравјето и слободата, и тогаш луѓето ја вида таа слобода и излез од домашниот карантин во природата, и на тој начин полека почна повеќе да планинара, да се дружат, да влегуваат во планинарски клубови, но исто така споделувајќи по социјалните мрежи и лични искуства, на тој начин се и привлекуваат па нашите пријатели и роднини кои што ги знаеме, колеги, едноставно да ја засакаат планината или да се обидат да почнат со планинарење. Така да јас мислам дека потенцијал за уште поголем број на учесници во планинарењето и љубители на природата секако дека има. Например, Словенија ќе земе, таа е една планинарска нација, така да ја мислам дека не постои словенец кој што не оди на планина или не е љубител на природата и не ја почитува и сака и одржува природата, што е многу важно. Работите на судска медицина и колку еве тежината што ја има вашата работа, вашата професија, но и многу други професии, колку кореспондираат со одење на планина, односно колку тоа влијае на смирување на човечкиот ум, на изострување на мислата, и колку го препорачувате планинарењето за луѓето кои што имаат напорни, тешки, стресни професии? Па да, мојата професија навистина многу стресна и одговорна, значи во секој момент може да се случи било што, како што сме сведоци во последниве денови, но и периоди. Јас лично сум го нашол излезот за балансирање на моето тело и дух во планината. Зошто? Заради тоа што ние сме пред се природни суштества, значи ние сме биолошки суштества и едноставно ние може убавата енергија да ја споделиме со природата и да ја добиеме од природата. Но исто така, мислам дека планинарењето е многу добро заради тоа што вие го активирате буквално целиот организам. Значи не се активираат само нозете, едноставно треба, за да вие си скачате некоја планина, целиот организам да ви биде во еден идеален сетап. Значи да имате добра кондиција, добра мускулатура, да не се заздишувате, едноставно тоа ќе ве наведе да водите и малку подисциплиниран живот, значи по редовно спиење, подолго, начин на исхрана се смени, можеби некој ќе се откаже и од цигари, не знам, тоа и се случувало исто така. Но секако живееме во еден од најзагадените градови во свет. Што ќе спортуваме во градот во тие загадени месеци, може да спортуваме на планина каде што имаме извонредно чист воздух. И едноставно јас мислам дека планината дава еден одличен психофизички сетап
а да сите тоа го знаат дека сите луѓе што се занимаваат со спорт, нивниот хормонски баланс многу подобро функционира во однос на тие луѓе што се пасивизирани и таа стресна ситуација ги тера некако да се откажат од дополнителни активности и ностоп се заглавени во решавање на одредени ситуации. Колку ги чуваме, негуваме и колку се грижиме за планините тука кај нас? Ова прашање за жал болна тема во Македонија, од проста причина што можеби повеќето од гледачите не знаат, ама ја ќе го кажам, Македонија е 7-ма држава во свет, каде што по процент на релјеф сме 85,5% планинска држава. Значи, замислете, Швајцарија на 8-то место, Хималаите, односно Непал се на 10-то место. А тие се всушност туристички планинарски раеви, Словенија, значи да не говорам Италија и Австрија, кои што навистина заработуваат огромни пари од планинарствата. Значи, покрај тоа што ние го имаме како природно богатство, тоа се едни прекрасни убави планини, за жал кај нас природата не се одржува воопшто. Еве, ние како планинарски групи кои го одиме на планина, постојано гледаме масакрирање на планината, дива сеча на дрва, фрлање на разноразни отпадоци, канистри, со бензин, со масло. Па, да не кажам, сме виделе многу пати и гуми од тркала, шолји од тоалети, така натака. Значи се прават едни диви депонии на места каде што вие навистина се чуете како може на ова место да има депонија. Има многу криволовци кое што е навистина опасно вие како планинар дојдете по тие трасирани стази за да некој не ве убие. Едноставно збориме за една негрижа од страна на државата и немање на контрола или можеби се некои други интереси, јас не знам. Тоа си има институции кои што треба да се грижат, каде што нашата природа не се одржува, а може тоа да се направи. Например, во земите во регионот, не треба да одиме подалеку. Например, имаме до нас Бугарија, имаме Грција, имаме Црна Гора, Албанија. Значи, таму вие кога планинарите не можете едно ливче да видите на планинарските патеки, да не говорам за диви депонии. Едноставно, таму постои ред поредок и луѓето знаат дека ако нешто направат погрешно, дека ќе бидат санкционирани, но и нивните шумарски служби, високогорски ренџери и така натака се постојано на терен и тие тоа го следат. Јасно, пример, никогаш во живот не сум видел такво нешто на нашите македонски планини. Мислам дека на Галичица има сега нешто слично, но колку ќе функционира доследно ќе видиме тоа во иднина. А за да го завршиме сепак нашиот разговор во духот на планините и со една позитивна и убава порака, јас ќе ве замолам да ни направите една кратка ретроспектива на оваа 2023 година, пред да ги слушнеме нели сите детали околу Монте Еверест и Аба Даблам вечер. Значи, каде се бевте оваа 2023, што ви беше највпечатливо доживување и што ќе паметите за секогаш од оваа година? Па добре, веќе тргнам од Хималаите, каде што навистина не очекував дека ќе постигнам вакво нешто во една година. Значи, покрај Монте Еверест јас искачив и други 3 планини над 6000 метра. Едната се вика Ален Пик, што ја спомнав пред малку, понатаму Ама Даблам и Лобуче Ист. Сите тие се над 6000. 3 планини покрај Монте Еверест. Во меѓувреме, летото бев на Проклетие во Црна Гора, бев на Олимп, каде што исто така вежбав, се спремав за Ама Даблам. Низ македонските планини, значи тоа редовно секој слободен викенд или празник, доколку дозволува времето, го користам да одам во природа со мене и моите пријатели. Значи, еве, доминантно, значи, доминираше искачувањето на планинските масиви на Хималаите и во Балканскиот регион. Веројатно е многу поризично во зимски услови кога се искачува планина, отколку во летни услови. И бидејќи сме нели на прак на зимската сезона, кога веќе белеат врвовите планински ширум наша во убава Македонија, што е најважно кога се оди во зима на планина? Да, значи планините се убави и во зимно и во летно време.
И секако дека се носат опасности во зимно и во летно време, но секако дека во зимското време се поопасни заради ниските температури, присуството на снег, можни лавини. Секако дека пред се треба да се има некакво искуство со летни акции, за да вие може да го започнете тоа искачување и во зимски услови. Мора да имате соодветна опрема, пред се говорам за чизми, за понатаму панталони, соодветна јакна, ракавици, наочари обавезно, заради тоа што луѓето може да добијат и снежно слепило од рефлексијата на сончевите зраци во снегот, креми за сончење, минимум фактор 50. Така да тоа се тие основни работи што треба да ги носат секако стапчиња и ако се оди на некои по захтевни врвови, секако постојат и посебни додатоци за да нема пролизгување по снег или по мраз, кои што се вика терези, тоа се тие крампони како боцки што се ставаат на чизмите. Искусните планинари секогаш со себе си носат и цепин. Така да секако дека зимското планинарење е многу поопасно, но по моје лично мислење, моје лично искуство е многу поатрактивно. Заради тоа што предизвикот е поголем и тие сцени што ќе ги видите, навистина се прекрасни, што не може да се доловат со фотографија, туку само може да ги доживеат. Да, фотографијата обично фаќа само мал дел од таа убавина, спектакуларни се гледките, нормално колку е повисок врвот, толку е поубава, повозвишена и поспектакуларна гледката. Може би е рано да прашам, но сепак би сакала да го слушнам и тоа какви се вашите планови за 2024 година. Нормално мислам тука на новите планинарски предизвици кои што ги зацртувате пред вас. Па секој од нас, вака што има малку поамбициозни планови и претходни поамбициозни искачувања, има планови за воиднина. Не би ги кажал сега конкретно моите планови, но едноставно јас ќе работам секој ден да успеам да ги реализирам тие планови и нормално, значи не само од личен аспект, туку и менаџирање и со време, и со финансии. Се надам дека ќе успеам и ќе споделим убави приказни и следната година. Доктор Јакиовски, благодарам многу за одвоеното време. Со нетрпение очекуваме да го слушнеме вечерашното предавање во Даре Џамбас и ви посакувам успешна реализација на уште безброј планинарски високогорски авантури. Благодарам многу и очекувам дека ќе дојдат голем број на слушатели дека ќе уживаат во вечерашните презентации. Благодарам.